Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Како што можете да забележите, и оваа емисија ја снимивме надвор од студиото. Во посета сме на ординацијата на доктор Албина Манева Крстевска, односно Велнес центарот. И оние кои што не следат редовно знаат можеби за кого станува збор, ако не веќе ве информирам. Значи, доктор Албина Манева Крстевска е специјалист ортопед хирург, веќе долги години се занимава со биофизичка медицина, со хомеопатија и едно од најважните работи кои што ги работи во својата ординација, односно во својот велнес центар, е справувањето со деформитетите на рабетниот столб, со сколиозите кои што се најчест проблем кај децата во училишна возраст. И поради тоа еве ја посетивме малку да дојдеме и кај неа во ординација да ни објасни нешто повеќе за овој проблем. Само колку за најава на темата, денеска ќе говориме повеќе, односно ќе се задржиме за техниките на активно ослободување во лекување на деформитети на рбетот со или без болна симптоматологија. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Албена и пред да го започнеме разговорот, ќе пуштиме еден прилог кој што ќе ни најави на некој начин за она што ќе говориме, а тоа се проблемите со рбетниот столб или деформитетите на рбетниот столб, а потоа ќе го започнеме разговорот и ќе ја поздравиме доктор Албена. Од многобројните коскено-мускулни пореметувања и оболувања во денешно време најголемо значење се придава на сколиозата. Со оглед дека сколиозата е тешко и комплексно заболување, а нејзиното лечење е долготрајно и макотрпно и често ризично. Можностите на современото неоперативно лечење на поблаги облици на сколиотична девалвација се поделотворни. Главните симптоми на сколиоза се странично искривување на рбетот со рбетна ротација околу оската на торзија низ рбетот, ротација на вратот на надложната оска на рбетот и торзија, делот пршленот ротира еден кон друг. Во сите форми на сколиоза постои опасност од напредување и влошување. Сколиозата поседува такво својство со време на зголемување на растот, се зголемува нејзиното искривување. Вообичаената поделба е на функционална, неструктурална и структурална сколиоза. Функционалната сколиоза ја нарекуваме уште и сколиотично држење затоа што доведува до неправилно држење на телото. Во таа група нема анатомско пореметување на рбетот. Сколиотичното држење може да биде одредено од различни причини, како што е скратување на долните екстремитети или пак контрактура на паравертебралните мускули, како што е случај кај синдромот на болен рбет. 10% од луѓето има нозе со различна должина и тоа со 1 сантиметар и повеќе. Кај овие благи сколиози најчесто не треба посебен лекарски третман, но битно е да се држат под контрола. Исто така, причини за појава на функционална сколиоза може да бидат деформација на колкот, болки од хернија дискус, ишиас, акутен ревматитис, како и проблеми со видот. Структуралната сколиоза е предизвикана од анатомски промени на зглобовите, лигаментите или паравертебрални мускули. Не мора да биде предизвикана генетски, туку е резултат на ембриогенеза во рана фаза. Како да се препознае сколиозата? Првите знакови видливи се во стоечка положба на телото. Во очи паѓа нееднаква висина на рамената, асиметрија на градите кај девојките, нееднакво развиена мускулатура околу рбетот, згрбавеност и нееднаков простор меѓу рацете. За да се изврши преглед, лицето стои во стоечка положба, се наведнува напред со слободно висечки раце. Ако деформацијата на рбетот постои понатаму, се работи за права сколиоза. Во таа положба заприметлива е грба. Доколку за време на тестирањето асиметријата на телото видлива во стоечка положба исчезна, тогаш се работи за сколиотично држење, а не за сколиоза. Во зависност од возраста, за искривувањето на рбетот денес се користат различни методи на лечење. За лесна сколиоза се користи кинезитераписка постапка, а кај друг случај е потребно носење на орективен стегач, додека кај најтешкиот облик потребен е хируршки зафат. Доктор Албина, ви благодарам што не примивте во својата ординација. Обично вие доаѓате кај нас, меѓутоа одлучивме ние да дојдеме кај вас овој пат и кажав ќе проговориме малку за оние проблеми со кои што навистина долги години наназад и тоа како успешно се справувате во нивниот третман и лекување. Дури можеме слободно да кажеме дури оние деформитети за кои што било потребна некоја хируршка интервенција. Ви благодарам што еве не примивте
кај вас да поразговараме за оваа тема. Добре дојдовте и мене ми е посебно драго што сте кај мене во гости. Обично сум кај вас во вашето студио. Меѓутоа, денес ќе ми биде многу драго да разговарам за сколиозите, меѓутоа на еден сосема друг начин. Затоа што сколиозите и деформитетите на рбетниот столб, значи како што се и кифози и други деформитети и болна симптоматологија на остеоартикуларниот систем, се решаваат на друг начин во мојата ординација. Значи, јас во последно време се занимавам со техники на активно ослободување, мекоткивно и артикуларно, кое не е ништо ново, тоа се стари техники кои се користат и се повеќе се користат во светот. Зошто е тоа така? Затоа што тие техники го пратат ги пратат миофасијалните меридијани и го третираат човекот како целина. Значи, не третираат само делот Каде што боли, има проблем, или така? делот каде што боли и каде што има проблем, него го третираат холистички, затоа што човековото тело е структурирано, значи изградено, холистички и така функционира, и тој се стреми да се интегрира во себе и во околината. Значи, на тој начин треба да се пристапи кон одреден проблем, во колку некој ви се обрати. Значи, не треба да се гледа во целина. Конкретно за овој проблем, дали се работи за болки, дали се работи за деформитет, вие секако пред да пристапите на овој проблем, треба да видите каде е суштината на проблемот. Зошто тој се јавил? Затоа што болка може да се јави на едно место, а причинителот да е сосема на друго место. Значи, болка може да се јави во стопалото или во грбот, а причината да е сосема. Значи, да речеме во грбот се јава болка, а причината да е во стопалото. Значи, вие треба да ја пратите болката. Треба да наблюдувате. Треба да пратите што пациентот ви зборува. Да го изслушате. Да ги анализирате неговите движења, гестикулации. Знаете, говорот на телото како е. Затоа што и психичката состојба многу делува на физичката состојба. Значи, дали ќе се јави болка. Вие треба да го пратите пациентот во неговите гестикулации, во неговото движење, во неговото начинот на седење, значи, начинот на разговарање. И ми се случува некогаш да пациент доаѓа со еден проблем, значи, и јас пристапувам, да речем, го боли грбот долу, јас пристапувам на вратот. И ми вика, немојте вратот не ме боли. Меѓутоа, проблемот е таму. Зошто е тоа така? Јас би објаснала со накратко, иако за тоа може многу да се зборува, се разбира. Каква е функцијата на мозокот во однос на сите овие проблеми? Да. Што е тука важното во функцијата на мозокот? Што се случува? Да. Значи, мозокот е најважниот дел. Затоа што како ние се држиме и како се движиме, зависи од сензомоторниот дел на кората на големиот мозок. Значи, ние имаме слика, отсликана е. Секој дел на нашето тело е отсликан во мозокот. И неуроните на сензорната кора контактираат со моторната кора, даваат сигнали како ние треба да се држиме, како треба да се движиме. Меѓутоа, имаме и повратна спрега, проприоцепторите, значи, кои се насекаде во нашето тело, сензорните органи и проприоцепторите од кожата, од стопалата, од лигаментите, од сите сврзни ткива, тие даваат информации во каква положба се наоѓа телото и така идат информациите, значи аферентни и еферентни. Значи тоа е еден многу сложен систем. Ние сме многу сложен систем. Фактички ние сме една универзална интелигенција која работи во склад со
универзалните закони. Значи, што се околу нас. И ние сме под влијание, значи, надворешно, меѓутоа и внатрешно. И затоа секогаш треба да се направи дистинкција, значи дали одреден проблем е соматски, чисто соматски или психосоматски. Затоа што психата делува исто така на одредена патологија. Многу често во ординациите на ортопедите и физијатрите доваѓаат луѓе со болка. Меѓутоа, таа не е соматска болка, е психосоматска. Има болки во мускулите, меѓутоа тие не реагираат на обичен третман. И затоа мора да се направи добра анализа пред да се започне одреден третман. Сега јас би кажала за неколку збора за миофасциите. Значи, фасциите се обвивки на мускулите, органите, и тие до 80-те години се смета дека се имаат заштитна улога. Така и учевме и во анатомија. Значи, меѓутоа, тие се во контакт со сите ткива, и со крвните садови, и со нервите, и со коските, и со зглобовите. Се во тесен контакт. Меѓутоа, искуствено, значи, терапевтите кои работат мануелно, значи со допир, терапевтите кои работат, кои користат одредени движење и вежби, кои ги пратат движењето на виталната енергија, искуствено знаат како тие сврзни ткива се движи информацијата преку нив. И тие така работат и имат добар резултат. Значи, можат брзо да го средат проблемот, да го диагностицираат. Значи, пред се да го диагностицираат каде се наоѓа локусот. Од каде жариштето, од каде потекнува проблемот. Значи, тие фасции се состојат од еластични колагени влакна, ретикуларни клетки и матрикс. Матрикс е нешто незамисливо, нешто што не можеме да го објасниме. Значи, ван нашите способности, тоа е една аморфна материја, раствор на течни кристали. И тој се наоѓа на секаде, се состои од вода, протеини, соли, се наоѓа на секаде, значи во контакт е со сите ткива, со сврзните ткива и влакната ги обвива. И зошто е важен тој матрикс? Затоа што преку него настануваат сите комуникации. Најбрзо, значи тоа е комуникации преку биоелектрични импулси. Се движат со брзина на фотони, можда и поголема брзина. И затоа секој дел на телото е поврзан со останалите делови. И вие не можете да третирате ништо без да се одржи на целиот организам. И што се случува? Значи, што се случува? Во кога најде до проблем? Што се случува за да се наруши се наоѓа, значи, тие миофасцијални обвивки се поврзани меѓу себе и тие многу имаат способност на големо прилагодување. Самиот матрикс ја менува густината во зависност од големината на притисокот, ако има биомеханички голем притисок или сила голема на влечење, што е случај кај сколиозите. Значи, кај сколиозите во кривината, знаете, значи тука во конкавитетот на кривината имате големи сили на притисок. И тука се менува матриксот, се менува миофасциите, се менуваат и се менува сврзното ткиво, станува тврдо, жилаво и не дозволува, значи, ни корекција ја го успорува влошувањето, меѓутоа не може да го запре. Или така? Од другата страна, тие се растегнати. Значи, имаме дисбаланс, имаме еден ротационен дисбаланс. И тој ротационен дисбаланс преку проприоцепторите оди во кората на големиот мозок и тој дава сигнали, односно ја прифаќа ова измена во положбата како сосема нормално. Иначе, самата сколиоза и самото лошо држење може да се коригира на почетокот. Во колку не се коригира,
Значи, а настанува заради одредени промени во сензорната кора на големиот мозок од различни причини. Знаете, причините може да бидат надворешни и внатрешни. Вие знаете, деца кои се повлечени, повеќе сакаат, значи, да се подгрбавуваат. Така, луѓе кои се депресивни, поинаку се однесуваат, телесниот став им е друг, луѓе кои се оптимисти поинаку се реагираат, значи, психичката состојба се одразува и на држењето на телото. Тоа сакам да прашам, значи, оние кои што се пооптимистични, поведри, како да кажам, по-недепресивни, одат поисправено и тоа има улога. Да. Значи, све зависи од кора. Се менува на ниво на сензорната кора на големиот мозок. Во колку тоа не се коригира на време, тогаш настануваат проблеми. Настанува навика. Значи, навика на држење на телото, искривено, навика на лошо движење, на лошо одење. Значи, сите тие информации наредуваат на тие екстремитети така да се постават и доаѓа до проблем. Тоа станува навика. Значи, тоа се вградува во шемата на движење и на држење на телото. Така. Во мозокот. Станува нормално, како нормално и потоа повлекува структурални промени. Тоа може да биде и кифоза, може да биде и сколиоза, али за сколиозата секако има и други причини, меѓутоа така може и да започне. Така, па потоа да се... Значи, се јавува некој дисбаланс и се јавува некоја пренапрегнатост по меридијаните. Значи, тие меридијани миофасцијални, јас овде ќе ви ги прикажам. Значи, ова е само еден дел на тие миофасцијални меридијани. Значи, тие ги пратат мускулите. Значи, тие миофасциите исто се поврзани и со внатрешните органи. Така. Значи, и од внатрешните органи проприоцепторните информации одат во нервниот систем и може да се манифестираат на мускулатурата, да дадат болка, нели така? Меѓутоа, овде што не е прикажано, значи овие се тие меридијани, меѓутоа тоа не се акупунктурни меридијани, иако можат да наликуваат на нив, меѓутоа не е тоа исто. Тие, освен што се прикажани овде, мислам, надолжно на телото, тие карактеристично е да имат и спираловидно движење. Значи, одат по спирала. И така и сколиозата оди по спирала. Значи, искривувањето, ја прати спиралата. И како се зголемува оптоварувањето, значи, на пренапрегнатоста на една страна и олабавувањето на другата страна на спиралата, настанува згуснување на истата и настанува зголемување на сколиозата. Значи, суштината на ова лекување е пред се да се диагностицира локусот. А јас ќе ви кажам каде може да биде. Значи, локусот каде може да биде и да се оди на него, да се ослободи спазамот и да се намалат, значи, рефлексните и компензаторните механизми. Затоа што во колку доваѓа до хипотонија на одредена група на мускули, настанува нејзината функција преземат друга група на мускули. Тие може да бидат синергисти или антагонисти и тие кај нив настанува пренапрегнато затоа што не е намената таа функција на нив и се јавува болка. Ако имате вие слабост на глутеалната мускулатура и функцијата е преземи квадратната мускулатура на лумбалниот дел, тогаш ќе имате болка во лумбалниот дел, а проблемот е на друго место. Многу често проблемот за сколиозите се наоѓа во пределот на главата. Значи, може да биде некое пореметување во односот на горната и долната вилица. Добро. Значи, може тоа да биде и стоматолошки проблем. Меѓутоа, многу често е асиметричен спазам на мускулатурата
за жвакање и мускулатурата за голтање и хипотонија на подјазичниот нерв во колку настане пореметување на поместување на коските на черепот. Значи, оксипиталната може да се поремети ако на ниво на артикулацијата меѓу првиот прешлен, значи и оксипиталната коска, атланто-оксипиталниот зглоб ви е малку поместен, може да дојде до поместување на темпоралната коска и да се одрази на подјазичниот нерв и се јавува асиметрија на лицето. Многу деца имаат асиметрија на лицето, може да биде тоа проблем. Значи, исто тоа се занимава имате краниосакрална терапија, која е многу успешна во тој смисол, меѓутоа може многу лесно, едноставно тоа да се отстрани со манипулативна терапија, со одредени вибрациона притисоци, мали вибрации на одредени мускули, може тие да се ослободат и да се намали хипотонијата на јазикот. И штом тој рефлекс, значи, го отстраните на пренапрегнатост, вие можете да ги ослободите мускулите на ниво на градниот кош, да ги ослободите мускулите на ниво на долните екстремитети и во тој момент кога ќе ослободите, можете со манипулативна терапија да ослободите меѓупрешленските зглобчина и да постигнете многу добар ефект во лекувањето, како помошна метода во лекувањето на сколиозите, затоа што тоа ви овозможува тој притисок, голем притисок да го ослободите. Доктор Албине, кажувате многу исцрпно и многу објаснувате убаво, меѓутоа мене ме интересира како ќе знае некој дека има проблем, еве да кажеме со нели како што велите со подјазичната жлезда, со тоа се диагностицира. Значи, како може тоа да се диагностицира? Тоа се гледа према има некои симптоми визуелни, се приметува нешто така. Асиметрија на лицето. Така, значи се приметува асиметрија на лицето, самиот едностранна слабост на јазикот. Има тестови за тоа. Така, тоа се прави. Значи тоа не можам сега да ви го објаснувам, меѓутоа има тестови за тоа. Меѓутоа и Има одредени точки кои болат и кои се тестира подвижноста на вратот. Има многу знаци. Сега немаме време за тоа да навлегуваме, меѓутоа тоа многу лесно може да се види. Сакам да кажам, може и визуелно да се примети, така? Тоа визуелно се приметува и она што е навистина интересно, визуелно многу брзо се коригира. Така. Да. Значи, многу брзо се коригира. Асиметрија на лицето, да речеме едното повисоко, пониско, или слабост на јазикот една друга. Значи, тоа многу добро се работи и тоа е разработено многу во големи центри и во Соединетите Американски држави и во Украина посебно има голем центар за применета кинезиологија. И тие работат фантастично и тоа е практично новата ера на медицината. Според она што досега го кажавте, се можеме да забележиме дека навистина нашиот организам е еден комплексен систем. Комплексен. И поради тоа се случуваат сите проблеми кои што се случуваат. Значи, едно нешто ако не функционира добро, тогаш се случуваат промените и на другите органи, мускули и така натаму, како што говоревте. Бидејќи во прилог на времето ќе мораме да преминеме на техниките. Па би сакала да ни објасните кои се тие техники кои што се применуваат во третирањето на проблемите со работниот столб. Да. Значи, јас пред се би сакала да ви покажам што значи лошо држење. Значи, ова е едно девојченце кое лошо се држи, значи нема никаков проблем, меѓутоа лошо се држи, значи карлицата паѓа напред. Чекайте да вратам. Значи, таа може да има утре проблем. Евака. Значи, карлицата паѓа напред, грбот е кифотичен и вратот се изфрла и главата према напред. Значи, тука може да се јави кифоза, да се јават болки во вратот и болки во лумбалниот дел. Затоа,
такви деца треба со нив не само да му се дават вежби, да се работи постурални Значи, едукација. Кога ќе се примети дека држењето значи, таа е лошо. како се коригира веднаш Така. и треба да се учат децата како треба да одат, како треба да стојат и како треба да седат. Најчесто седат вака, меѓутоа треба да седат вака. И понатаму да преминеме на терапијата. Значи, во терапијата, она што јас го користам и го користат многу доктори кои се бават со терапија на сколиозата, тоа е Шротова терапија. Значи, тоа е доктор Шрот, тоа е една добро смислена и дизајнирана терапија, која прави корекција на сколиотичен деформитет, меѓутоа корекција на целото тело, ја подобрува го подобрува дишењето, ја подобрува оксигенацијата, снабдувањето на крв и кислород на местата каде што има проблем. Со тоа се менува особеностите на миофасцијалните ткива, на сврзното ткиво, тоа омекнува, се ослободува и допушта големи корекции и на тоа се надополнува корсетот пошено, кој е во склад со таа терапија, затоа што, ќе ви покажам, тој не смее корсетот да биде како менгеме, да биде стегнато телото, значи тоа не е дозволено, треба да има одредени притисоци и одредени, значи, точки на притисок и точки на експанзија. Овде, ќе ви прикажам, овде е пресек на градниот кош. Ова ви е прешленот, а овие ви се ребрата, тие се зглобуваат тука, нели така? Сега, ова е сколиозата, ова е грбката. Значи, таму кај што има сколиоза, таа имаме искривување, влечење, сили на влечење кон сколиозата и сили на влечење на спротивната страна. Така да имаме една грбка напред, една грбка напред, една грбка назад и од другата страна на конкавитетот имаме влабнување и од другата страна влабнување. Значи, целиот граден кош е истегнат. Со терапијата, со специјалното дишење, последна позиција на телото се поставува во последна позиција, се диши длабоко, се вдишува длабоко, се издишува под притисок долго, се постигнува да воздухот се усмери таму каде што е поголем отпорот. Значи, овде е отпорот мал и вие кога ќе дишите, значи детето што има сколиоза вежба без да има корекција, тогаш воздухот навлегува тука многу лесно и тогаш се зголемува сколиозата. А овде отпорот е голем и тука не влегува. И самата ротација тука се зголемува. Значи, треба да се делува, да има притисок таму кај што треба, а овде треба да има експанзија и треба воздухот да навлезе во конкавитетот, значи во белодробието кое лежи во конкавитетот. И на тој начин може да се постигне корекција. Значи, може овај предно-задниот диаметар на градниот кош да се зголеми. Со тоа се постигнува подобра оксигенација, подобра работа на срцето, затоа што тука и подобра циркулација, затоа што тука имате големи крвни садови, имате срце и белодробие. Меѓутоа тоа се одразува секако на диафрагмата, се одразува на внатрешните органи, затоа што тоа е ротационен деформитет, вие го деротирате и штом го деротирате, учествува се. Учествува, ќе видите и карлицата. Така, што се случува. Терапијата по Шрот, само доктор Албена, исто е со вежби. Терапијата е со вежби, меѓутоа вежбите се пред огледало со визуална и мисловна корекција. Значи, на детето мора да му се објасни што работи и зошто тоа го работи. Значи, тоа не се обични вежби. И за секој се посебни. Значи, детето мора, затоа што мора да се коригира шемата во големиот мозок. А шемата во големиот мозок се коригира кога вие давате преку рецепторите, преку проприорецепторите давате промена на сигналот, кога вие
мисловно се коригирате и кое вие визуелно се коригирате. И ако тоа го повторувате секој ден, вие ќе промените шемата. И тогаш, без да мисли детето, почнува да... Значи, мора да има вежби за одење. Мора да има корекција, значи, со дишење. Сите вежби се со дишење. Значи, ова е една прецептна вежба на топка. Значи, има особено вежби... Вежбите се... Евака. Значи, вежбите се индивидуални, според типот на сколиозата и според оно што сакате да постигнете. И потоа децата тоа го прават, или возрастните, има и возрастни што доваѓаат заради сколиотични деформитети и проблеми. Значи, потоа секојдневно треба да се прават дома. Значи, тоа е терапијата на Шрот. Тоа е терапијата на Шрот. Така, манипулативната терапија? Да. Манипулативната терапија. Ја применувате кај секој различен вид на манипулативна терапија во однос на проблемот? Во однос на проблемот, да. Значи, овие ви се вежби, можете да ги прикажете, некои вежби по Шрот ги има многу, меѓутоа се користи рипстол, се користат и ластици, се користат многу работи. И секогаш јас ги работам во комбинација со одредени манипулации, во колку има потреба. Значи, се почнува од главата па надолу. Значи, и се тестираат сите битни мускули кои учествуваат во сколетична деформитет и таму каде има блокада мора тоа да се реши и потоа се оди на вежби. Отприлика е тоа. Значи, понатаму за корсетот би кажала неколку збора. Да, тоа е нешто што е навистина во последно време. Ова ви е оригинал, не е од мојата колекција, значи оригинал шено корсет, за да видите како изгледа и ќе видите, значи тука се покажани одредени точки на ослон. Значи секое треба да биде коректно биомеханички направен корсетот. Корсетот не е лесно да се направи, треба многу да се размислува и треба многу да се знае, за да се има ефект во лекувањето. Дали само кога веќе се третира со корсет овој проблем, еве сега да кажеме после 2 до 3 месеци, дали корсетот нешто се менува во текот, ако деформитетот се подобри? Корсетот се менува. Така? Се менува во зависност од потребата. Значи може да се прилагоди потоа истиот корсет или се прави нов? Не, нов. Затоа што настануваат големи промени и затоа што детето добива во висина и тогаш веќе тој корсет ја преминува, значи не е доволно ефикасен. Ево ви оригинален корсет, гледате, оно што вие точки, го применувате? Да, ќе видите она што ние го работиме. Значи, ова се точки, има многу точки на ослон. Значи, кои треба да се знаат за да особено има игри на карлицата. Значи, карлицата се ротира. Карлицата е основа. Значи, на нејзе е зглобен арбетот, главата и долните екстремитети. Значи, карлицата се ротира, значи, во сагитална равнина, напред, назад. Значи, таа може да биде напред, назад. Така. Во фронтална оди лево-десно и тогаш едната нога изгледа подолга, па им ставаат влошка, не треба да им става, затоа што е контрапродуктивно, и во хоризонтална се ротира. Значи, вие кога ќе го правите корсетот, мора да ја коригирате карлицата, што нажалост не е случај. Значи, мора да има многу точки на ослон. Прво морате да коригирате карлицата, за да ги коригирате нозите и стопалата. Значи, све е многу добро поврзано и сака тоа да биде направено како треба. Сега да видиме, јас ќе ви покажам неколку мои случаи. Така, вие што сте работеле. Сега што ги колку е најголемата ги работам. Најголемиот степен на сколиоза со кој што сте се справиле, односно сте го решиле? Без операција. Без операција. Да, 94 степени. Тоа предпоставаме прилично
голем проблем. Да. За колку време успеавте Знаете, да тоа го... е интересно затоа што јас имам стотици деца оперирано од сколиоза. Значи мене Така, ми беше затоа и потенцирав мене ми дека сте беше ортопед голема хирург, љубов така. хирургијата на арбетот и имам многу оперирано. Меѓутоа тие деца сега веќе не се деца, се возрастни и нивните деца доаѓаат кај мене. Така да после толку години искуство дојдов да заклучам дека е најдобро решение да децата не се дозволи, значи да се работи со нив на почетокот, да не се дозволи ни да носат корсет, зашто корсетот е тежок за носе. Ни да носат корсет, ни да се оперират, а може со овие техники, значи на кинезитерапија, на применета кинезитерапија, дали сакате хиропрактика, дали сакате кранио. Со сето на што го напоменавме дека Да, може да се сакрална делува терапија, така, да. дали сакате нешто друго, мануелна терапија, значи може да се постигне Успех. многу. Да не многу дојде се до постигне. проблем. Да не А и оној воопшто кој да што не го дојде. има па да се реши. Значи, со време, значи може, затоа што од моја пракса ви тврдам дека може едномоментно, значи просто родителите се запрепастени, значи детето доаѓа искривено си оди право. Значи може едномоментно многу да се направи. Јас сум имала можност, нели, доаѓајќи кај вас во ординацијата, да видам многу од вашите пациенти кои што доаѓаат со вакви проблеми и разговараме, нели, ми покажувате и тие исто кажуваат колкави промени можат да се забележат во третманот кој што вие го спроведувате на вистина со голем успех и затоа впрочем ја правиме оваа емисија за сите оние кои што имаат вакви проблеми, родителите кои што ќе не следат. Ако некој од нивните деца се соочува со ваков проблем, еве да посочиме каде може да се реши овој проблем и како знаете, вие успешно и тоа со голема посветеност и љубов го работите, не е тоа само знаете, туку мислам така. не е работата јас да работам. Значи треба да има центри кои тоа го работат. Така. Значи јас многу ми е жал што нема. Значи во сиве развиени земји има такви центри и тие се покриени со фонд. Значи тие работат на големо. Во светот се работи многу и се работи и особено се оди на тоа да се избегне оперативно лекување затоа што тоа си има своји последици во животот. Да не кажуваме и психички и физички се јавуваат и болки. Проблеми Јас со сум имала здравјето комплет. пациенти кои навистина безпрекорно идеално сум оперирала, не секогаш се разбира се. Никогаш никој не може да биде секогаш добар, секогаш се прават и грешки. Меѓутоа, кај пациенти кои немало никаква грешка. Значи, после години, под спондилодезата се јавуваат болки, страдат прешлените кои се, значи, дископатија се јавуваат болки. Така да никогаш не може проблемот 100% да се реши. Дали треба уште нешто да јас би ви ги покажала колку да видите, значи за време на 3 години. Значи за време на 3 години. Добро. Што се случува? Пример со ова девојченце кое беше во предпубертетен период со една голема сколиоза од негде 50 степени. И што со нејзе се случи понатамо. Значи, ова е после 3 години. Истото девојче. Така, колкава разлика. Да, значи тоа е пораснато так. многу. Јас не можам сега да ви ги покажам децата. Така е заради... Не е коректно. Так. Меѓутоа, ова е истото тоа девојче. Значи, таа со во предпубертетниот период, таа е многу е порасната. Во период на брз раст, со преку 50 степени е апсолутна индикација за операција. Каде сакате можете да одите, тоа е. Значи, таа е избегна операцијата и ќе видите, ова е нејзината грбка тогаш и ова е сега, таа е равна. Ова е нејзината позиција во профил и сега. Значи, навистина, ова е нејзиниот корсет, ево тоа е шено корсет.
Значи како таа вежба. Ова е друго девојче, исто со една екстремна сколиоза, која сигурно ќе одеше до 80 степени во колку не се лекуваше. Значи, тип на сколиоза која со брзо влошување, со сите карактеристики за малигна сколиоза. Значи, ова е сега, после неколку години. 2 години, мислам дека е таа 2 или 2,5 години се лекува. Ова е сепак е тоа процес и трае долго време. Трае, сигурно, не може Треба брзо. трпение, Ова е посветеност, нејзиниот работа. профил и ова е сега. И овие се нејзините корсети. И ова е еден екстремен случај. Да, навистина може да се екстремен забележи дека случај на сколиоза која не само што е голема, а е тврда. Значи сколиоза која не трпеше корекција. Значи ригидна сколиоза. Така. Значи ригидна сколиоза. Гледате тука самата значи маичка што ја носи и панталоните каква косината е пратат на карлицата и на градниот кош. Меѓутоа, таа не можеше во оваа ситуација да се прави корсет. Немаше шанс. И како се Значи, со тие техники, со оние кои што ги напоменавме. Значи, јас ќе ви покажам како пополека таа ево ја. Гледате како пополека се менува и како вежба. Гледате како изгледа. Така. Значи, тоа е истото дете. Значи, кога се сака и кога се И ова е нејзиниот примена корсет. сите овие техники може да се постигне успех. Да. Може да се Од постигне. кога веќе се средил малку проблемот, подосна се Значи, прави корсет. работавме Така? многу на деротација, на ослободување на меките ткива, на подобрување на оксигенацијата, на подобрување на држењето, на корекција на карлицата, затоа што паѓаше карлицата. И сега за сега, значи ова е 3 месеци се работи. Само 3 месеци. Само 3. Навистина голем успех. Доктор Бена, немаме уште многу време, би сакала само да прашам со колку деца сега работите на овој проблем? Имате доволно доста што имаат ваков проблем што јас работам, значи јас не можам да работам со многу деца. Значи работам со потешки случаи. Така. Во моментов колку имате така дечиња? Не можам да ви кажам. Сакам да прашам дали е навистина застапена многу сколиозата, ве бараат ли многу за овој проблем? Вака сега, вакви големи екстремни сколиози не се многу. Добро. Меѓутоа има доста. Сепак има доста. И не морало да се стигне до тука. Така. Еве сега велите не морало да се стигне до овде. Ајде вака некако како при крај сме на разговорот, толку е времето во однос на емисијата која што треба да ја презентираме. Како треба родителите да постапуваат со своите деца? Треба ли еднаш годишно да ги однесат кај ортопед, па некој преглед да им се направи? Какво им е држењето на телото? Дали се случува нешто со нивниот рбетен столб? Па ако треба навреме, можеби со некои полесни вежби пак да да се одржи држењето на телото. Не се работи само за вежби. Што треба, како да постапуваат родителите? Не се работи само за вежби. Мислам дека инсуфициентна е превенцијата. Да, меѓутоа како еве да се превенираме? Затоа што се работат вежби, за сите деца се дават исти вежби, не се работи индивидуално. Мислам дека има приватни ординации кои се трудат да работат. Меѓутоа не е тоа така организирано. Мислам дека треба голема организација за да може да се превенираат сите деца. Не може индивидуално, јас не можам тоа да го направам. Кога родителите да реагираат? Како родителите Родителите реагираат многу често. Значи тие забележуваат држењето, ставот, одењето, значи треба да ги следат како одат, на чевлите. Како го држат телото. Тие реагираат, меѓутоа и многу консултираат и интернет и се интересираат. И бараат решение. Сега некој што бара ќе најде. Нели така? Меѓутоа само со обични вежби не би можело да се реши. Не може да се реши. Мора да се има едукација, мора да се работи индивидуално со децата, ви кажувам, за да се промени шемата на движење, на држење на телото. И тогаш нема да има сколиоза.
Така, меѓутоа и знаеме колку повеќе децата практикуваат спортски активности, толку е Тоа подобро за нив. секако. И родителите, еве како за крај, уште еднаш да потенцираме до нашите гледачи, секогаш да ги следат своите деца, како одат, како се движат, како го држат телото, за нели навреме да реагираат за да не дојде до некои искривување и сколиоза или не дај Боже некој ваков поголем деформитет кој што на вистина после му треба многу време за да се среди. Меѓутоа, еве затоа ја правиме оваа емисија пак за некој кој што има на вистина ваков голем деформитет, дека има нели можност да се реши. Доктор Албена, јас те благодарам и денес што еве успеавме да доставиме многу информации во однос на сколиозите, да пренесеме до гледачите дека и тие големи сколиози се решаваат, меѓутоа со вашата посветеност, со големо трпение од ваша страна, со многу љубов и се разбира трпение на оние кои што го имаат проблемот. Мора со големо трпение и со голема љубов, тоа е точно. Да. Само така има успех во секоја работа. Ви благодарам многу што бевме гости во вашата ординација и се надевам дека ја понатаму во некоја следна емисија пак ќе проговориме за нешто друго, како што кажав, вие се занимавате и со биофизичка медицина, и со хомеопатија и третирате многу проблеми и заболувања кои што се јавуваат во секојдневието. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Почитувани гледачи, еве тука сме некаде на крајот и од ова денешно издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека бевме интересни, уште повеќе што ете нестандардно, како што велам јас секогаш излеговме малку и од студио, да поидеме и во ординацијата на доктор Албена и да го пренесеме сето она што таа го работи, се справува успешно со сколиозите, кои што на вистина се многу чест проблем денеска кај децата. Ви благодариме за вниманието. Ние секако се гледаме за 7 дена во исто време. Вие до тогаш имајте убав и пријатен остаток од денот, имајте добро здравје и грижите се за своето здравје.